Нашата работа е многу специфична и законот за свиркачите како таков е многу важен за нашата работа и да биде правилно имплементиран во Република Македонија. А законот за заштитени сведоци постои во Република Македонија, редовното јавно обвинителство веќе работи по него, но согласно нашата автономија која имаме во нашето обвинителство, ние не можеме да ги користиме тие инструменти што се дадени таму. Треба да се донесат и измени во законот кој ги доставивме уште минатата година во парламентот, се уште не се донесени и затоа ние не можеме на никому да му пружиме заштита на адекватен начин, иако како и целата јавност во Република Македонија знае дека веќе имаме одредени личности кои во иднина би биле наши заштитени сведоци. Јас и секој од нас, особено од позиција од која може да придонесе за промени, имаме одговорност гласно да иницираме промени. Ова особено заради фактот што граѓаните кои ќе се јават како укажувачи мора да се свесни за сопствениот вреден придонес кој го даваат, а е насочен кон остварување на повисока цел и мисија која ќе остане врежана во историјата. Сметам дека специјалното јавно обвинителство или јавното обвинителство кој го водам за гонење на кривични дела кои произлегуваат и се поврзани со незаконското следење на комуникации, го доживувам преку нашите пресконференции како еден вид како да сме свиркачи и дека допринесуваме на еден начин да ја подигнеме свеста кај граѓаните на Република Македонија, да знаат се што е противзаконито, да го пријават во нашето обвинителство и во обвинителството, државното обвинителство и во самите органи и организации во кои работат. Во еден вид свиркачи, мислам дека се и луѓето кои беа осудени и обвинети во предметот пуч, бидејќи тие на еден начин заедно со пресконференциите што ги одржува во однос со објавување на незаконски прибавените докази укажаа на со кој криминал и кои криминални действија се спроведувале во 10-годишната власт на една политичка партија и на одредени функционери.